Социјалните станови во населбата Иванидол во Кичево, изградени со средства од Европската унија и наменети за ромската заедница, се уште не се ставени во функција, иако помина долго време од нивното завршување. За време на посетата на општина Кичево, амбасадорот на Европската унија во Република Северна Македонија, Михалис Рокас, одговори на прашањето на телевизија Ускана за причините поради кои овие станови се уште не се ставени во употреба. Рокас изјави дека лично ги посетил објектите и посочи дека најнапред треба да се изврши приклучување на водоводната и електричната мрежа. Тој најави дека ќе биде формиран заеднички технички тим меѓу делегацијата на Европската унија и општина Кичево, кој ќе изврши проверката на состојбата на становите и ќе ги преземе потребните чекори за решавање на проблемот. Евроамбасадорот нагласи дека овие станови се изградени со околу 90% средства од Европската унија токму за домување на ромската заедница и предупреди дека, доколку не бидат ставени во функција согласно целта за која се финансирани, постои можност да биде побарано враќање на вложените средства. You will not be surprised that this was the biggest part of the conversation I had with the mayor. I will start with the latter one, the housing. I visited also the place on my way to the mayor. This was an important EU investment, financed 90% by us and 10% by the municipality. I am not an architect, I'm not an engineer, but it looks in very good condition and finished from our side. So the housing is there, it has good installations. The only thing is missing, it has water connectivity, it's missing to connect it to the power grid and to put electricity, and also it's missing the surrounding landscape. These are not difficult things to achieve. Now, we are blocked since 2 years. I understand maybe it's not even registered in the cadastre. So what we discussed and agreed with the mayor, it is to urgently look where the problems are, because, you know, in the European Union, if funds are disbursed and they are not implemented, we would need to do corrective measures. So we want to avoid that, because this project is going to respond to a pressing, real need of relocating Roma families there. So we are going to follow up from our side, because I got some more information from the mayor, and I'm going to put the technical teams together, and I'm waiting also a response from the mayor, and hopefully this can be done quickly. Otherwise, we are going to have problems of EU funds producing something but not being implemented. Од друга страна, градоначалникот на општина Кичево, Александар Јовановски, изјави дека го уверил амбасадорот Рокас дека општината максимално ќе се ангажира за да ги надмине пречките и социјалните станови што е можно побрзо да бидат ставени во употреба. Му ветив на амбасадорот дека во најскоро време ќе пристапиме кон разрешување на, јас би рекол благо кажано, замрсената ситуација околу потребната дозвола, приклучувањето на струја, утврдување на сопственоста на објектите, бидејќи сепак ќе изразам благодарност до Европската унија за средствата кои ги вложила и комплексите се изградени за сместување на ромите. Можам, како што му ветив на евроамбасадорот, да ветам дека во најскоро време ќе ги разрешиме сите дилеми околу сместувањето, бидејќи многу ни е важно тој дел од нашето население да добие хумано и цивилизирано сместување, да живеат во хубави услови. Социјалните станови во населбата Иванидол се изградени со финансиска поддршка од Европската унија со цел да обезбедат домување за семејствата од ромската заедница, но и покрај завршувањето на проектот, тие се уште не се населени.